денес е петок, јадеме гравче, и еден ден јас ќе бидам најдобрата балерина на светот. Ја слушаш оваа реченица и тоа изгледа толку нереално, толку детски, толку во некоја фантазија, но е реченица која што се манифестира неколку години подоцна. Ајде да почнеме од таа реченица. Која беше твојата реакција на тоа? Да, како што кажавте, многу нереално, детски, наивно и реакцијата ми беше соодветна на изјавата во тој момент. Да, сигурно. Значи, гледам пред мене едно девојче, така со желба за јадење, буцмасто, зборувам се, нели, за тоа како треба да изгледа една балерина. Значи, во тие моменти воопште не ја сваќав сериозно и не мислев реално дека ќе го исполни тоа што ќе го каже. Значи, навистина наивно и така и пристапив кон целата ситуација на почеток. Но подоцна се покажа дека и така била сериозна. Не само што била сериозна, туку Стефанија Каштарска, твојата ќерка, денеска е најуспешната балерина на само 23 години, мислам дека слободно можеме да го кажеме тоа. Преголем успех, еден од најголемите амбасадори, ако не и најголемиот амбасадор кој Македонија го има во балетскиот свет, но успех кој што е платен многу скапо, огромна цена и огромна жртва е дадена за таа да биде денеска тука, и тој успех делумно можеме и тебе ти го препишаме, затоа што да не беше ти, немаше биде ни Стефи денеска кај што е. Денеска ќе сакам да зборуваме за таа страна на балетот, за посветеноста. Вака имаше на статија, читајќи нели за балетов, сега дури пошто некако многу епизоди за балет ми се собра, стварно почнав да учам. И вика вака, значи балерината треба да поседува као 6 основни карактеристики. Прво, треба да има тело на модел. Второ, треба да има сила на олимпиец. Трето, треба да има душа на уметник. Четврто, треба да сака да игра. Петто, треба да има родители кои што сакаат да ја поддржат. И шесто, вика, треба да има родители кои што можат да ја поддржат. Баш така. Па ајде од овие карактеристики да кажеме што имаше Стефи на почетокот кога почнуваше. Да, балетот е естетика, сила, многу тешка професија. Бара многу амбиција, мислам, самата балерина да биде амбициозна, да биде вредна, да биде спремна да се откажува од се што. Односно, од храна, од излегување, од дружење и така натаму. Значи, буквално да е 100% посветена. За среќа, Стефи на почеток ми делуваше како да нема таа физичка предиспозиција за балерина и тука не мислев дека нешто треба јас да направам, да форсирам. Само гледав една желба ќе не заголема. Меѓутоа нити ја сваќав сериозно, нити мислев дека ќе ја добие таа физичка естетика што беше потребна во тој момент. Она што е многу интересно, значи како ја препознаш, и ти си балерина, да кажеме, колку повеќе од 15-20 години, може? Па повеќе. Повеќе од 20 години. Повеќе од 25. Повеќе од 25 години. Да. Значи, нормално е да кажеме кај секој дете се јави желба, затоа што она е растена околу балетот. Значи, доста силно влијание има во балетот од најрана нејзина возраст. Но ќе бидам најдобра балерина во светот, тоа е амбиција која што вака е доста јака. И бара родител кој што може да го слушне тоа. Значи, ти во еден момент, како што самата Стефи кажува, на нејзината прва представа Одблесок, ако не се лажам, во МОП. Да. Значи, ти доживуваш еден момент кај што и реализираш еден момент кај што сваќаш дека во неја има сериозна количина на талент. Има нешто посебно во неја, во кое што веќе не шалата ја однесе ѓавот, значи веќе е сериозна работа и треба да се вложиш во неја. Да, тоа беше клучниот момент кога сватев дека во нејзи има нешто. Значи, тоа Стефи го кажа на нејзиното интервју и тоа навистина беше така.
Како што кажав претходно, многу наивно го сваќав сето тоа, посебно што баш нели на таа возраст сите сакаат да се балерини, нели тоа све им изгледа така лесно, светкаво, магично, меѓутоа суштина балетот е многу тежок, значи многу тежок. И не бев сигурна дали е свесна во што се впушта и од што се треба да се откаже и колку да се вложи во тој момент. И затоа тоа го оставив така, викам тоа е една желбичка на едно малечко детенце, што е нормално. И ја запишав на балет без некакви големи очекувања и реално навистина не ја сватив во тој момент толку сериозно. Почна да оди на балет, јас кога ќе имам пауза од моите проби, ќе дојдам до школото да ја видам како напредува, како и се допаѓа сето тоа. Ја запишав ке мојата наставничка што беше. Значи јас ке не изучев, па потоа и ќерката. Може да ја спомнеме. Може, Лиле, наставничката Лиле. И така си тоа ми беше така емотивно, така симпатично, меѓутоа не толку сериозно. Меѓутоа кога ја гледав на настапот во првиот нејзин настап, такво едно малецко, буцмасто детенце, значи, како што кажав и претходно, ја немаше таа естетика на балерина. Меѓутоа, во незе толку имаше нешто, значи, буквално очите не можев да ги тргнам од незе, а јас по природа гледам да сум реална, не сум многу емотивна, значи сакам да сум трезвена и во одлуките, и во размислувањата, и во како ги ценам некојаш работите, бидејќи мислам дека тоа е најдобрата насока, значи во смисол да се ја дадам и на себе, значи да сум реална во се. Така и гледав да не сум субјективна и тука, кога беше она во прашање, и буквално, значи, пак ќе кажам, јас не толку емотивна, што лесно се расплакува и се потресува, толку ме потресе позитивно, толку се расплакав, не можев да се соберам, толку ми се смени онака 4 годишни времиња у мене се испотив се, ладно ми стана, топло ми стана. Шо беше толку, мислам, кој момент најмногу те допре, затоа што она што го викаш тие дека не изгледала се уште, значи ја немала таа дефиниција на балерина, движењата не и биле совршени. Што е она што те потресе најмногу, да кажеме, во тој момент? Она имаше таков еден сјај во очите додека играше, со таква една полетност ги правеше тие несовршени движења. Така тоа што викате не изгледаше совршено, а толку беше од една страна толку магично, значи едно мало дете така ја носеше сцената, така припаѓаше таму, да јас навистина до тогаш не знам дали сум видела нешто такво, се колку и да звучи субјективно, тоа беше моментот на моето будење, дека веројатно мојата мисија ќе биде точно тоа, да го покажам патот. Меѓутоа, се уште несвесна дали она е свесна во што се впушта и што е впрочем балетот, дека воопшто не е лесно и не е светкаво и не е магично, него е многу тешка професија. И тоа што го каже и она, тие документарци на руски балерини, руски школи, сето тоа што изгледа сурово и реално е, и го пуштев на YouTube да видам дали на вистина тоа ќе се допадне, бидејќи тоа е балетот. За да стигнете до сцена и до тие убави костими, убава шминка, крунички, се тоа што нели ги привлекува децата, значи патот до таму е се тие документарци. Значи, ти си, може да се каже, изворот на руското влијание таму. Па, може да се каже, да. Мислам, реално, Русија е колевката по мене на балетот, значи таа држава е, мислам, мириса на култура, на уметност, традиција, и за мене во балетот Русија е број 1 и нешто место каде што единствено гледам дека може да се создаде права балерина. Зборам права не само од технички аспект, него од уметнички, од секаков аспект. Просто тоа беше единствениот прав пат. Прав, тежок и многу долг пат. Ние разговаравме за таа некоја балетска инфраструктура што има Русија, значи тоа е све по 100-200 години старо, ништо не е сменето, значи они си ја негуваат традицијата, но тоа е на толку сурова средина за развој на дете што денеска ќе имаме прилика да ги споделиме сите тие моменти што Стефи и ти заедно со неа ги имате поминато во Русија, но пробуваш на 9 години, еве да кажеме, да исплашиш со руски документарец и не ти пораѓа.
Значи, како го прима документарецот или целата таа средина? Зошто не се плаши едноставно? Да, тогаш сватив дека она е печана за оваа работа, дека просто нема бегање и единствено што можам да направам е да поддржам колку можам и да ја насочам правилно. Не само што не се уплаши, него она толку беше фасцинирана од тие документарци, од тие, како што сама кажа, стари педагози, познати балетски руски имиња што буквално со стапчиња ги удираат на ученичките и слично. Значи истото и она го раскажа само со еден друг жар. Јас другаче го имав, го примив тоа и другаче пробав да го презентирам, пошто тоа е суровата страна на балетот, меѓутоа не заопшто тоа не се виде страшно. И јас тоа сватив дека она е и како спремна да се развива у тој смер и дека не е за само круничките и фустанчињата, него она навистина е навлезена длабоко со љубовта во балетот. И започнувате период на развој почнува тука во Македонија. И како беше, како изгледаше да кажеме развојот тука во Македонија? Тука во Македонија од тие неколку интервјуа што ги имате даено, од она што е познато да кажеме во јавноста е дека неаме некоја балетска традиција, неаме некои преголеми имиња со честни исклучоци, но дека доколку човек, девојка кој да е, значи сака да се развива во балетот кај нас е скоро невозможно. Па, за среќа, ете, тука се менуваат работите, се појавуваат некои добри педагози што веќе стварно навистина прават добри балерини. Младиве има исто таленти што ќе добро ќе слушаме за нив. Меѓутоа, ситуацијата која беше Стефи кога учеше не беше баш така. Тоа ми беше најголем проблем, како да ја насочам, кој да ја учи, кој најправилно да ја научи и не само тоа, кој да ја вроди, да ја развие љубовта кон балетот и да направи од неја дисциплинирана балерина во смисол да сака да вежба, да се зарази до тој степен да не се излегува од сала. Значи сето тоа колку што нели она како желба го носи во себе, треба некој да го наметне. Дека балетот значи со сати во сала, зборувам да достигнеш некој ниво кое она си го предвидуваше сама на себе. Да, тешко е. Тука навистина немаме некоја традиција. Можам да кажам само дека имаше голема среќа за надпреварот што може подоцна ќе го спомнеме каде што почна се тој арабеск во Перм. Имаше голема среќа да работи со една моја драга професорка, значи она веќе во долги години е во пензија, меѓутоа она ги има создадено сите наши балетски имиња што значат нешто на нашата балетска сцена. Тоа е Елисавета Кушевска. Не можам никогаш нема да можам да се заблагодарам до таа мера колку што она заслужува, бидејќи многу ни се најде. Буквално секој ден работеше со Стефи, со таков еден жар и желба да направи од неја балерина, да колку и да се заблагодарува малце. Значи, она е една прекрасна професорка што цел живот исто го посветила на балетот, но и она школото го завршува во Русија. Значи, незините почетоци и незините педагошки почетоци се токму од Русија. Зошто, ако е точно на што пишува, да кажеме, во некој интервју, дека во моментот кога ти пристапуваш на таа професорка, таа е пензионирана. Да, зошто се враќа? Зошто си едноставно да си навлекува таков труд, да кажеме, кога едноставно решила жената дека веќе готова, значи сака да се одмори од балет и од сите тие работи. Она прифаќа да еве од почеток уште една балерина прави. Да, она работеше неколку месеци со неа, меѓутоа тоа што го научи Стефи од неа и тоа она колку ја спреми за надпреварот, мислам подосна се тоа ќе го дообјаснам. Тоа е една жена вркохолик исто како Стефи. Значи пробите само да ви доловам како изгледа, они не знаеа за стоп. Значи Стефи не знаеше да каже не можам повеќе, а професорката не знаеше да каже доста ти е. Значи морав јас тука да бидам да им кажам окей, значи 4 сата за 14 годишно девојче доволно. Значи тоа е жена што пак ќе кажам го посветила цел живот на балетот
И многу ми беше драго што не знаете со каков кейф, со каков мерак она се нафати да работи со неса, и посебно ми беше драго што се нафати бидејќи го виде тоа истото јас што го видов ке Стефи. Значи веќе тука ми беше јасно дека не станува само за мое субјективно мислење, него дека детето има нешто во неа. Значи покрај што има нешто во неа, имаше таква амбиција, толку беше вредна, пак ќе кажам, не знаеше за стоп, што сето тоа беше нези беше многу драго да работи со незе, бидејќи двете има една таква иста енергија да вежбаат и само да вежбаат, и на крај секако тоа мислам се покажа како многу успешна комбинација. Еден од начините, ако не и единствен начин на кој што целото тоа вежбање и пракса се демонстрира се тие надпревари во балет, каде што едноставно се валидира трудот и нивото на развој на балерината. Каде почнувате да се надпреварувате на почеток и кој е, да кажеме, вашето ниво на самодоверба пред да влезете во тој процес на надпреварување? Кои се очекувањата? Очекувањата. Прво да кажам дека тоа беше така, јас решив дека треба некако да се насочиме за да стигнеме таму докаде што планиравме двете, а тоа е до Русија. Сметав дека надпреварите не беше битна награда, не беше ништо битно од тоа, и тој го имав објаснет од старт. Беше битна работата за тие надпревари, значи што тие надпревари ќе донесат од самото спремање за тие надпревари, и тоа што ни беше најприоритетно, за мене најбитно, да ја види некој, да ја покани, да работи со незе, односно да го види, да го разпознае талентот што јас го гледав. Значи ми требаше само ќе те прекинам на кратко, значи има да објасниме малце, нели, за некој го сака, има професионални као попрофесионални надпревари, поаматерски, да кажам. И еден од проблемите со кој што балерината се соочува на самиот почеток е, нели, дали да оди во попрофесионалните, потешките, кај што има реално помала шанса да освои некој диплома, медал и така натаму, или да оди во аматерско, поаматерски или пониско рангирани или квалитетни надпревари, кај што може да растури да земе 15 медали. Да, тоа не, мислам, тоа немаше дилема воопшто никако тие аматерски надпревари, значи јас тоа го зборувам не прв пат, значи не е битна наградата воопшто, и не апсолутно дека беше битно да бидат професионални надпревари, значи воопшто не се стремавме кон тоа дека треба да земе награда. Значи тотално не е битно, и не беше битно, и тоа и беше многу добро објаснето дека најбитно е да се види каде, сама да види каде, да се стреми кон тоа да стане како тие, нели, подобри од нејзе во моментот и така натаму, значи да се спореди со тие што беа подобри, а не полоши. Значи не беше битно да биде најдобра таму, туку беше битно да види какви све школи има, какви све балерини, кои до каде стигнат, и тоа да ја мотивира додатно да ги стигне најдобрите. Значи тоа тука немаше дилема, значи ја праќав, односно се пријавувавме само на професионалните надпревари, на тие што сметав дека може да ја донесат нешто добро, позитивно, како што и донесоа. Каде се одвиваат надпреварите? Па беше на повеќе надпревари, беше во Италија, беше во Америка, во Рига, на многу места. Значи секаде каде што имавме можност да аплицираме, иначе можност финансиски скоро и да немавме за никаде. Меѓутоа некако, како да кажам, имавме верба и некако Бог кој ќе реши да ги отвори вратите, се појавуваат и луѓе што помагаат, за среќа. И целиот наш пат е така проткаен со проблеми, меѓутоа и со луѓе што навистина ни се нашли, ни помогнале, за да биде Стефи таму каде што е сега. Дефинитивно не сум само јас заслужна. Добро, рековме делумно, значи 50-50 ви е трудот, но ти си иницијалната каписла, од тебе почнува све. Да не си ти едноставно ќе немаме ни Стефи денес. Јас сум убеден во тоа, без да одзимам кредит од незиниот тренинг и вложување, но тоа е таа некоја хронологија која што мора да се случи за да стигне до денеска, да биде таму кај што е. Како функционираат тие надпревари? Значи, за колкава сума на пари, за колкави суми на пари зборуваме? Значи, и дали доколку се пријави
балерина на тие надпревари, значи треба да си ги покрие сама трошоците, дали организацијата таму ги покрива трошоците, како функционира тој систем? Сами ги покриваме трошоците, единствено во перм на надпреварот Арабеск, доколку успееш да влезеш во завршниот, во последниот финален круг, тогаш организаторот ви враќа дел од средствата. Ке стигнеме до перм, но ме интересира како, значи затоа што ти веќе во тоа време имаш големо искуство во балет. Значи ти си балерина солистка, тоа е скоро највисокото ниво на балерина исто. Тебе точно ти е познато што значи балет во финансиска смисла и во смисла на ризик за успех. Значи го одиш патувањето заедно со Стефи, но ти го носиш товарот, ти го носиш стресот, ти ја носиш неизвестноста и ти го носиш едноставно тој страф од колку и да си сигурна, колку и да си убедена во квалитетот на Стефи, знаеш дека факторот на среќа во балетските надпреварувања и во кариерата на една балерина, факторот на среќа е повеќе од 50%, најверојатно можда и повеќе, не знам, без разлика колку и да се поклопат сите коцки. Како успеваш да го изменаџираш целиот тој период, затоа што ти си тоа го преш сама. Сите тие надпреварувања, оно што го кажуваш во Америка, во Рига, во Италија, како успеваш да изменаџираш целата таа ситуација, знаејќи дека нема гаранција за период што следи после тоа, Перм, Москва и така натаму. Нема гаранција во тој момент за тоа. Да, апсолутно нема гаранција, ама никако, ако кажам дека бев сигурна, ќе звучи смешно. Тоа што, значи јас сум солистка во Македонска опера и балет и да, животот и јас го поминав во балетот, меѓутоа далеку сум од тоа што е Стефи и како пристап кон балетот и како човек што се вложува, значи јас ја немав таа амбиција како Стефи и тоа ми беше уште пофасцинантно и поголем доказ дека Стефи е на право место, бидејќи јас на пример за разлика од неа никогаш не сум имала амбиција да бидам прва балерина. Никогаш. Значи, ниту сум се гледала себе се таму, дури не знам ни дали тоа било правото место за мене се од овој аспект гледано. Меѓутоа, изгледа мисијата ми била да направам права балерина од ќерка ми, односно да ја помогнам да си го најде патот. Бидејќи јас себе си не се гледам дека сум си го исполнила сонот со тоа што сум во балетот, искрено. Че далеку сум и по амбиција и по квалитет од Стефи. Тоа тука да бидеме на чисто. Надпреварите беше многу тешко навистина, значи од финансиски аспект ја визиите ги имав, знаев како тоа треба да изгледа. Успеав да ја обезбедам професорка која ќе работи со нејзе, значи со нејзе работеше, како што спомнав, Кушевска и Дафина Даниловска, значи две многу драги за мене и многу особи и многу големи професионалци и благодарам многу на нив. Меѓутоа, да се стигна до тие надпревари значеше многу пари, што во моментот, како што и кажува Стефи, ги немавме. Колку пари? Значи, ако изгуглаш денеска, на пример, седнеш било кој на Google, да изгугла колку кошта да стане човек балерина, Google кажува дека тоа е сума негде помеѓу 50 и 100.000 долари. Да, отприлика за се може не 100, меѓутоа да, над 50.000 евра сигурно се потребни. Тоа е неверојатна сума. Тоа е неверојатна сума, да, и тие надпревари коштаат не знам 3,5, 4, 5.000 евра, зависи каде ќе се оди, зависи колку чинат авионските карти, се зависи. Меѓутоа отприлика ето 3 до 5.000 евра кошта надпревар. Плюс тие котизации, што тоа реално не е многу, меѓутоа сместување, авионски карти за професорка, за нејзе, често пати за мене, која беше малечка и така натаму, не можеше сама да оди. Значи, тоа значеше сума што беше нереално јас во тој момент да обезбедам сама. Односно, мораше да се наоѓаат спонзори, мораше да се моли по фирми, по министерства и така натаму и за среќа успевавме да најдеме да обезбедиме, но никогаш доволно.
Значи секогаш ќе ни одобри некој одредена сума што беше делич од тоа што беше потребно, па повторно да бараме. Значи јас мислам дека нема фирма каде што немам пратено мејл, не за школа кога треба подоцна за интернатот, не за Како беше составен мејлот и текнува ли? За што ги бараше средствата? Мислам, многу ми е интересно ако се секаш на мејлот. Да поддржат една многу талентирана балерина во нејзината, нели, во стварување нејзиниот сон, дека најтешко беше уствари да ги навистина да ги убедам луѓето дека тоа во што ја верувам треба и они да веруваат, и дека тоа е многу тешко, за тоа те многу прашам. тешко, да. И верувам дека биле скептични, меѓутоа ете среќа, пак ќе кажам, имало нешто од горе што помагало во тој момент да ни речат да, нема проблем, ете таа и таа сума ќе обезбедиме, меѓутоа не можеме комплет и така натаму. Пак ќе кажам, тоа било делич од една фирма, делич од друга, делич од министерство. Морам да кажам дека и у министерство имаше една жена како од Господ пратена, Ирена, да, навистина мислам она не се знаевме лично, меѓутоа кога отидовме јас и мајка ми, така некако поверува во сето тоа, така некако ја засака и Стефи идејата и нејзиниот сон и план што навистина многу ни помогна. Факт е дека и без Ирена и без дел од фирмите никогаш немаше да стигнеме, мислам, до таму кај што стигнавме, сами немаше да можеме, но ете со верба и со Господ некако ни се отворија вратите. На последниот надпревар, ако ми е добра хронологијата во Америка, Стефи ја преметуваат од Пермскиот театар и добива покана за да оди да учи таму. Тоа е ќе те оставам тебе да опишеш кое е значењето на Пермскиот театар во светот на балетот, но тоа е исто една огромна сума на пари која што треба да се плати, која што е многу поразлична од тие досегашни 2, 3, 5 илјади, 4 и така натаму, која што нели правиш тоа што треба да го направиш да ги собереш тие пари и да ја пуштиш Стефи таму. Што значи Пермскиот театар во светот на балетот? Прво да кажам за Америка. Да. Како ствари ја приметуваат Стефи, значи Стефи е во принцип многу самокритична и не сака да постирам од неа, се не е доволно совршено, дури сега што иако веќе помене и како совршено, значи многу е самокритична, така беше како малечка. Јас си викав Стефи мора да постираме, мора никој да те види, да те препознае, значи ако си ги чуваме видеата од настапите дома, ништо не правиме. Не сакаше, но јас нормално, не ја ни послушав. Ги постира видеата и некој од Пермскиот театар, односно организаторот на Арабеск ја видел. Интересно во врска со тоа беше што јас во тие моменти барав начин да аплицирам за тој Арабеск надпревар, пошто тоа ми беше некако следното на кое она мораше да настапи. Значи многу ми беше битно да отиде таму. Тоа е надпревар еден од најквалитетните, таму се надпреваруваат сите школи од Русија, од Јапан, од како јаки школи, значи многу јака конкуренција и за да влезеш во тој надпревар е тешко. Значи со DVD снимка се влегува и така натаму и јас на нејзината наставничка тогаш на кој кажав дека следната дестинација е уствари Арабеск надпреварот и она само ми кажа Марија биди реална, значи окей се, ама тоа е Русија. Значи тука више не можеме со таа конкуренција. Викам не можеме, да, свесна сум. Меѓутоа еден круг, една варијација, не е ни битно. Викам мора да отиде. Ама не таму може ни да не ни примат, значи дај малце да ги спуштиме, нели очекувањата, да, биде малце пореална и така натаму. И јас така додека размислувам дали сум стварно нереална и слично, ми стигнува поканата на мејл од организаторот на Арабеск. Значи, да ви кажам колку е тоа невозможно, значи толку ме, еве уште сега кога ќе ми текна на тој момент се ежам, значи во моментот кога јас се мислам дали ние сме доволно спремни за таму, ми стига мејл каде што они ја канат неса. Значи не само што има дилема дали ќе ја примат, него не канат да дојде да настапува, односно да се надпреварува на тој надпревар. И тоа ми беше мене онака еден од најсветлите моменти
Но До тогаш. тоа е доста скапа покана. Скапа покана, да. Колку Да. кошташе таа покана понатаму? Па со оглед на тоа дека Само ако можам исподелиш за да. резултатите, знам дека остварила фантастични резултати на надпреварот. Да. Значи, тоа беше исто морам да кажам дека беа потребни исто многу нели средства се стигна до таму до надпреварот, да не зборувам за школата понатаму. Посебно што тој надпревар трае 2 недели. Значи обично траат по ден, 2, 3, меѓутоа тој надпревар трае 2 недели и се одвива во 3 круга. Значи поминуваш, ако поминеш прв круг, одиш во втор, ако втор одиш во трет, значи ние реално, мислам јас пробав барем да сум тука реална, очекувањата ми беа да помине еден круг. Дури на професорката Кушевска викам не мора, бидејќи во секој круг имаше по 2 варијации, викам не мора професорке 6 варијации да спремате, стварно тоа многу за 14 годишно дете, 2 се доста. И онака сега да бидеме реални, толку мислам очекувам дека ќе заврши со надпреварувањето после првиот. Но смештајот го букираш за 2 недели. Да. Да. Значи нешто не ми даваше да и професорката веруваше, не се вика не, сите 6 ќе ги работиме. Ма викам да се фокусираме на 2. Не, сите 6. И како што кажам, и она амбициозна како Стефи, и они стварно ги работеа сите 6 варијации. И да, интересно е што јас не ни помислив да букирам за 3 дена стан, туку за 2 недели. Односно до крајот на надпреварот. И дури во театар колешки, што ми да кажеме ми се блиски, ми кажа, ама зашто останувате толку трошоци непотребно? Значи вратете се порано. Не, викам до крај ќе останеме. Арабеск, Среќа. Кај се одржува тој надпревар? Во Перм. Исто во Перм? Да, во Перм, во Чековски театар, да. И толку бев од една страна не ми беше реално, од друга страна нешто во мене викаше дека сепак она треба да остане до крај. Околу средствата пак нели наоѓавме од овде од онде, најдовме некако, меѓутоа беа потребни и средства за костими. Значи тие варијации што она требаше да ги играат, требаше да се одиграат во адекватни костими, што чинат многу. Тоа се 3 или 6 различни? Тоа се 6 различни костими, што обично еден костим чини од околу 500 евра и повеќе, зависи како е накитен, се тоа тие пачки, тоа све така да изгледа професионално, чини. И за тоа веќе пари немавме. Мислам беше ова све собирање, крпење, прикрпување, некако дури не бевме сместени во хотелот што беше препорачан од надпреварот, бидејќи беше многу поскап, најдовме стан, многу поевтино ни беше така. Натаму се беше така, меѓутоа се склопивме и отидовме. Колку е Во врска со костимите, колку е задолжителен костимот? Што ако не се појави во тој специфичен костим, многу да кажем? задолжителен, мислам многу е битно да биде адекватен на тоа што го игра. Значи секоја улога си има како тоа треба да изгледа. И сега бидејќи многу кошта и реално ни беа потребни 6, јас и татко ми што никогаш не сме шиеле, мислам нешто така сериозно, да знам јас вака со игла да се служам и слично, решивме сами да пробаме да ги сошиеме. Затоа што некако верував, не дека не можевме позајмиме од некого, од некоја балерина, но верував во таа некоја енергија што ние можеме да внесеме во костимот. И некако пробавме, почнавме, истражувавме како се шијат и слично и успеавме. Првата пачка, мислам, баш може требаше и слики да донесам, а и ќе има на интернет. Првата пачка која сушивме, свативме дека и како сме добри у тоа. Мислам, таа желба, она што имаше за балет, ние имавме да и помогнеме да тоа изгледа уште попрофесионално, а со буџетот што ни беше на располагање скоро воопшто. Значи буџетот 0 за костимот. Од круни до костими, до китање, тоа све со сати, со денови, значи на раце, со игли, значи не на професионални машини, буквално рачно. Тоа сакав да прашам, значи свиле со игла, тоа со шиено? Се рачно, да. Со крунички до праве, мислам јас ги правев од камчиња, од жици, до све тоа беше некако за прв пат пробавме. Тешко беше, многу време траеше. Колку време зема тоа ствари? 6 костими така да ги шиеш со игла е, претпоставувам. Многу време траеше. Колку време имавте од до надпреварот, да кажеме? Имавме време, околу месец дена. Меѓутоа сум останувала да шијам и до 3 саца бајле и така натаму. Мислам, не ми беше тешко.
Не ми беше тешко, беше многу битно и некако знаев дека тие костими ќе донесат среќа. И изгледа и донеса. Самите она завршува во третиот круг, ако не се лажам, во најдобрите 8. Да, И е најмлада учесничка Да. во тој период. да. 14 години, да. А, во тој круг она кај што се надпреваруваше беа до 18 години. Она имаше 14. Тоа во балет, таа разлика од 4 години многу значи, многу значи. Прво и во телото како е развиено, нозето колку се спремни, колку време нели она до 14 години колку можела да се спреми во однос на тие на 18 што веќе се за во театар. Тоа се веќе Че тоа е- професионалци, да. Да, тоа се професионалци и така тоа уште тука ни беше уште поскептично целото тоа надпреварување како ќе искочи. Меѓутоа, да, не само што го помина првиот круг, не само што го помина вториот, него го помина и третиот и заврши во најдобрите 8, најмала учесничка таму. И да бидам вака, може ќе звучи нескромно, туку беа сите фасцинирани од неа. Значи ни го следеа со камера секој чекор. Така беше една енергија околу нејзи позитивна. Така сите беа заинтересирани од кој ли школо доаѓа, од кај доаѓа дете, во кај се појави, бидејќи не беше русинка. Сите се заинтересираат за школото, за државата, од дали е можно толку добра школа да имаме? Да, ти текнува ли на националностите на последните 8 кои што завршија тоа што Стефи заедно? Руси. Сите? Да. Па не знам, Стефи само што може да ми помогне, може да имаше некој јапонец, во принцип руси. Да. Тогаш прв пат го гледаш Перм. Значи, Да. тоа е ако тоа е срцето на комунизмот практично. Значи, Мгм. тоа е 1400-1500 километри оддалечено од Москва, Да. во Сибир, блиску до Урал, планините. Да. Од она што може да видиме дека порано името на градот бил Молотов и го немало на мапа затоа што служил како воен производствен центар за Советскиот сојуз. Се произведувале, се произведувале мотори за борбени авиони и така натаму, значи некои такви тешки артилери и градот го немало на мапа. И со тие уште имало, верувам дека сте ги виделе статуи од Ленин и така натаму, значи тоа било буквално срцето на комунизмот. Кој ти беше првиот впечаток кога стигна таму? Си викаш окей, затоа што претпоставам ја знаеш траекторијата која е, знаеш дека ако овој надпревар во Арабеск пројде како што треба, шансата се продолжи тука е многу голема. Да. Значи и го анализираш, го гледаш место, си викаш Јас знаев дека таму е едно од најдобрите школи за балет. Пермската школа е едно од најтешките, најјаките школи, едно од школите што вадат најдобри балерини. Значи таму сериозен балетски кадар спремаат. Значи врвни професори работат. Значи сето тоа мене ми е познато. Значи Перм, Москва и Петербург се трите школи, трите града кои се буквално колевката на балетот, не знам. Они можат, значи во тие школи може да се развиеш во прав уметник. Значи во зборам уметник не само технички да се развиеш, него буквално да ти ги доловат улогите до тој степен да се изведат совршено. Значи се е тоа битно, не само технички ги совладеш, него уметнички. Така да знаев дека од таму само може да научи одредена улога комплетно како се изведува. Како стига поканата за студирање во Перм? Сосама и тоа јас нели желба имав, меѓутоа не беше очекувано и не беше реално, бидејќи аудициите за таму за школата беа поминати, сите места беа пополнети. Кога кажуваш аудиции, тоа се она DVD снимки што се праќаат? Не, за школата веројатно, не знам, веројатно и се доаѓа таму. DVD-то е само за надпреварот. За надпреварот, да. Ова зборам за школата. Значи се беше завршено, сите места беа пополнети. Меѓутоа после надпреварот директорот на театарот дојде до мене и ми кажа: "Ова дете треба тука да учи." Значи јас гледам дека вие имате таму добра школа, значи тоа така све им изгледаше дека не знам од кај доаѓаме, меѓутоа ова дете сакаме тука да учи. Јас викам, добре, и ние сакаме, значи поише од било што, меѓутоа што тоа би значило и кога ми кажа дека тоа би значило дека они како школа не даваат стипендии, значи немаше можност за такво нешто, мораше да се плати
таа нели годината што требаше да се запише, но исто беше проблем што немаше слободни места. Но он кажа ќе обезбедам, не знам како, она ако се сложувате мора да учи тука. И јас кога и пренесов на Стефи, значи тоа беше нели среќа од невидени размери, нормално ќе мене ќе неа, меѓутоа тука се судривме самоци со реалноста дека дали ќе успееме да ги обезбедиме тие пари што веќе не се како што кажавте 3-5 илјади, него се повеќе. Колку се? 10.000 евра само школото. И една година. А док е само школото, но колку тоа реално кошта, да кажам? Па реално ако ви кажам дека не знам, памтам 800 евра беше авионска карта. Значи пак храна, таму интернат имаше нели јадење, меѓутоа се тоа плюс треба да се обезбеди за да сум мирна, дека буквално има да преживее таму. Добро, значи ќе збориме нека сума меѓу 10 и 15. Да. Би значило година дена студирање на Стефи таму. Да. Како ги обезбедивме тие пари, тие не можевме баш, нели, немавме време многу да се снаоѓаме и морав кредит да земам, односно има веќе еден, па да се затвори, па друг да отворам и така натаму, значи јас просто и не знам кога сум била без кредит, значи цело време сум, го чекам моментот кој ќе завршам. Земав кредит, меѓутоа кредит можев да земам со оглед на мојата плата, колку беше мала, колку за таа една година. Значи битно и платата твоја, мислам дека да ја кажем у моментов, затоа што ќе отслика многу добро, стварно ќе отслика ситуацијата во која што си била тогаш. Значи платата ти била колку 300-400 евра тогаш? Не 400, 300. Да, си извинувам. 400 више. 400 Супер. Плата за пари. Добра плата, да. Значи Да. ти успеваш целиот 300. овој период, ова што го збориме над превари, патувања и така натаму, еве сега и перм студирањето. Значи се успеваш да го изменаџираш со 300 евра некако. Да. Ја не знам како не ме прашувате. Да, со 300, да. И кога нели поднесов барање за кредит, сватив дека 150 евра ќе ми одат во кредит. Ама добро, тоа беше цената, мислам добро што успеав да земам кредит и немаше тука дилема никаква и мислам ја запишав и така натаму, тоа беше све супер до моментот кој кажав дека и да сакаме повеќе, нема да можеме да земеме кредит. Значи, овој кредит ќе се исплаќа 10 години, а не за реално и престојат уште 4 години школа. И кажав, колку и да звучи сурово, значи, Стефи, ако не успеш да се избориш за стипендија, ќе се вратиш дома. Односно, ова ти е шансата и да видиш до каде си, и да видиш колку можеш да постигнеш, ако они го видат потенцијалот у тебе, ако тој потенцијал се развива како што јас очекувам, ќе ти дадат стипендија и ќе останеш таму. Ама и тоа беше единствениот начин, немаше друг, значи немаше тука ако не и дадат стипендија, па нема проблем, ќе обезбедиме средства, немаше друга опција. И не за тоа беше кристално јасно. И дури моментот, нели, кога она, може и тоа ќе спомнеме одново, еве да не брзам, меѓутоа кога оди во Перм, нели, кога ја оставам во школото, и беше и кажав, нема ова е моментот, значи тука си каде што сакаш да бидеш, меѓутоа нема леле мамо, не можам, тешко ми е. Значи во првиот момент кој ќе остиш дека не можеш и кој ќе ме побараш да те земам назад, тоа ќе значи крај на тоа што значи Русија и твоја кариера таму. Треба да си свесна за тоа. Значи тоа е сериозна работа. Двете сме се измачили како. Двете, нели, понатака ќе зборуваме колку тоа и емотивно и од секој аспект не погоди, меѓутоа реалноста е таа. Мора да си силна, мора да истраеш и мора да се избориш за позицијата таму. Друг пат нема. И среќа се избори. Го добиваш кредитот, почнувате да се спремате, еве директорот обезбедил место, значи сите коцки се наместени, значи она што треба да се случи е само да седнете во авион, да отидете таму. Ти текнува ли на патот, значи затоа што мислам дека вие двете се наоѓате во авионот, но одите на различна дестинација, значи Стефи оди кон својата животна дестинација, но ти одиш во една дестинација кај што треба да го оставиш за прв пат детето, нели, во друга земја, не во друга земја. Значи тоа е
како што кажав, значи ја сакам стварно, значи да ми го опишеш градот. Градот е толку тоа е едно толку сурово место. Значи тој интернат е толку еден суров интернат. И реков дека ќе ги најдам сликите, ќе ги ставам за луѓето да добијат Правата слика да да добијат. правата слика да видат во што уствари имаш оставено таму. Значи и колку све тоа кошта. Значи нема аспект у цела оваа ситуација кој што е, да кажеме, задоволителен на краток рок. Значи буквално се жртвува секој можен аспект за некоја иднина после тоа. Кое ти беше чувството, да кажеме, во авионот, познавајќи го Перм? Кое ми беше чувството? Не знам како да го опишам, а да не се расплачам сега. Тешко ми беше многу. Тешко беше многу, но знаев дека друг пат нема. Тоа е единствениот пат и некако ме смируваше моментот дека она ќе биде во прави раце и дека таму ќе може да си го реализира сонот. И знаев дека е тоа така. Искрено, бидејќи бевме многу и врзани и не мислев дека е спремна да сама да продолжи по тој пат, нели далеко од дома, но ме изненади и така била спремна и така покажа зрелост. Можам да кажам дека мене душата ми се стегаше, не за сигурно е било исто тешко, верувам, но моментот кога ја оставив пред тие железни врати што и она ги опишува, значи она веројатно и она стресно го доживеала тоа, меѓутоа јас како го гледав тоа во тој момент кога се затворија вратите, кога знаев дека сабајлето, тоа беше негде 9 вечер, последните минути буквално ги искористивме заедно, во 9 се затвараат вратите и тоа е тоа. Сабајлето во 5 летав ја за Скопје, свесна дека го оставам детето далеко од дома на 14 години, уште не свесна колку она психички спремна за тоа, дали е спремна. Имаше само надеж у мене дека е доволно спремна, меѓутоа реално не ми беше ни малце сеедно. Никогаш не можеш да знаеш, да. Да, не можеш да знаеш. Моментот кога сфатив дека нема интернет таму, дека нема можам да ја слушнам, дека мислам после тоа се снајдовме нели со картички, меѓутоа во првиот момент зборувам кога се враќав наќе дома, со таа помисла, леле, кај ја остави, требаше ли сега, па малечка е, па дали можда јас тоа пренаглив све, можеби јас ете го изфорсирав, може не требаше, може не е моментот. Меѓутоа длабоко нешто во мене кажуваше дека да, тоа е моментот, дека во прави раце, дека е насигурно, дека е во една од најдобрите школи, дека тоа е тоа што двете мечтаевме. Стигне до таму, стигна и нема плачење, значи само храбро. Не смеам јас да бидам помалце храбра од неа, значи кога видов колку е она решена, мора да бидам и јас силна. И така да тие тешки моменти за кратко кога видов, кога се слушнавме, колку она среќна, колку исполнета, колку цел ден со мама во сала, толку ми убаво, цел ден вежбаме. Сватив дека ја донесовме правата одлука и тука веќе еден дел од мене онака се опушти, а другиот дел од мене за секојаш остана стегнат во смисол, тоа значи 4 години далеко од дома, еднаш годишно гледање и еднаш годишно гледање, викаш, значи, окей, тоа школа, значи, дали е тоа прво интернационална школа, на кој јазик се одвива наставата? Знам дека во Перм, Перм академијата има сеопфатна настава, значи не се учи само балет, туку посветуваат внимание и на други предмети, како што се, не знам, историја, уметност и така натаму. Тоа све си го знаела, но на кој јазик се одвива наставата, да кажем? На руски, да. Како, мислам, Стефи знаеше руски пред Не знаеше, не знаеше, и беше познато, нели, од документарците. Не беше толку тешко да се адаптира на рускиот, ама да, требаше сериозно да се научи тој јазик за она да може да ги слуша предавањата. Првата година реално беше адаптирање за неса и да го научи јазикот и да почне од нула во однос на балетот, значи буквално од нула ја вратија. Значи со тие некои почетни движења да ги прави по саат и пол во денот и слично. Верувам дека не е било едноставно, далеко од тоа да како би било кога би учела на свој јазик. Она отишла
без да знае руски јазик во руска школа. Да. И тоа не во било која руска школа, по 100 пати ја потенцираме, Да. значи навистина сурова средина. Но познато по големиот број на професионалци кои што излегле таму, но и по големиот број на луѓе кои што се откажале од тој режим, од тој систем, да кажеме, на образование, затоа што едноставно е престрог. Да. Јас знам дека имаат доста од Јапонија балерини доаѓаат и од други краеви на светот, да кажеме, но не издржуваат луѓето. Значи, тоа школа е пред се наменето за луѓе со руска култура, руски начин на живење. Значи, ние овде како немаме, мислам, сега Македонија не е место кај што имаме нека руска култура премногу или некој сличен начин со нив на живење, значи тоа све е ново за нас. Значи она треба да го научи јазикот, културата и балетот од почеток на девојче од 14 години. Да, мораше, мислам, она реално беше спремна за таа дисциплина, за тој ред таму што го имаше, за тоа работење макотрпно, за таа, мислам, руска школа. Добро, руска школа, да, руска школа било дома, кај се спремила на тоа? Мислам, дали си ти како родител, да кажеме, и имаш поставено таа руска школа за онако ќе влезе во една таква школа да ја биде песна животот после тоа? Не, ама ја спремив. Се спреми со тоа што она гледаш и беше јасно како тоа изгледа и тоа, како што го кажав на почеток, што мне за тој се виде така фасцинантно и така идеално и така со насмевка го прифаќаше, јас знаев дека многу полесно би се снашла она него јас таму, да речеме. Значи, јас ја немав таа желба како она што имаше. Значи, она беше спремна на се у тие моменти. Значи, најмал проблеми беше тоа макотрпно вежбање, рускиот јазик да го научи, се тоа и беше, мислам дека лесно, ошто имаше толкава желба и толку беше посветена и насочена уште од 9 години. Види, значи, и они како го имаат целото тоа формирано, мислам дека навистина ја сведуваат шансата за неуспех на минимум. Значи, не знам дали е точно сега, пак на интернет извори вика дека третиот спрат е таму кај што живеат, вториот спрат е кај што јадат, првиот спрат е кај што тренираат. И буквално они го имаат целиот нивен живот во таа зграда. Значи они немаат никаква потреба да излезат надвор. Да, и да имаат потреба џабе. Не ми скачање надвор. Не ни смеат да излезат. Ги пуштаат не во одредено време во денот, меѓутоа не дека се во затвор нормално. Меѓутоа фактот дека ги имаат многу блиску до затвор. Да речеме, режим, ама знаете како, во балетот фактот дека ако не си спремен на тоа и тоа што викате има многу што се откажуваат, значи ако не си спремен да се жртвуваш до тој степен, не можеш да бидеш успешен на светско ниво. Значи балетот е жртва и ептен, дисциплина, многу работа. Нешто што, јас, како балерина, не бев спремна на тоа. Значи, воопшто немав такви жилби и амбиции. Меѓутоа, Стефи од малечка е спремна на тоа. Суров свет, значи, балетот е суров свет и успеваат само најјаките, психички најјаките. Викаат дека балерината мора да буквално да стане на одреден начин зависна од тоа. Значи, да стане под комплетна обсесија од самото танцување, од настапот, не од бенефитите, не од гламурот, не од сите тие, да кажеме, пропратни елементи кои што доаѓаат со балетот, но она мора да е стварно навлечена на играње, на танцување, затоа што првиот момент кога нема да биде, вика нема механизам во главата кој што ќе го оправда целиот тој труд што го прави за она што го добива, вика. Значи многу лесно ќе може после тоа, вика, да се пренасочи или да се позиционира на место кај што ќе дава дупло помалце труд, а ќе зема дупло повеќе пари, на пример. Значи мора да е под комплетна обсесија од балетот. Да, никако поинаку. Значи балетот, за да го живееш и работиш балетот, никако не смеш да калкулираш посебно за пари. Дефинитивно така ако гледаме, не се сплати. Некојаш со Стеви се смееме кога доаѓа толку уморна, мислам, слушаме нели често на среќа на Вибер се гледаме, толку е преморена, толку е стално мамо вредили.
Значи, ако гледаме од тој аспект, не вреди. Меѓутоа, од аспект што балерината го добива на сцена како потврда, тој аплауз, таа сатисфакција од тој момент, кога спрема улога, значи јас тоа го гледам ке Неза во незините очи, значи тоа не можам да го сведочам јас, односно да го потврдам, бидејќи не сум на исто ниво со Неза и никогаш нема да бидам. Меѓутоа, тој сјај она кога го има, кога спрема одредена улога, кога навлегува во одредена улога, кога ми праќа видеа од реакцијата на публиката, од тоа како поминала, значи тие моменти и како сваќаме дека вреди и она и ја и сите. Значи од финансиски аспект никогаш не се исплати. Значи така ако почнеме да гледаме, воопшто не треба ни да се бавиме со ова. Меѓутоа од уметнички, од секој друг аспект и така ако се исплати. Имаш една посета годишно, ми кажуваш, дека толку е дозволено или толку можеш ти да си дозволиш? Не, јас да ви кажам дека не ни можев да се дозволам, значи ние толку бевме, да, сериозно, значи буквално како што кажав, авион беше проблем. Значи авионска карта до Перм беше проблем, беше 800 евра, значи моментот дека јас требаше да одам таму да го потпишам тој договор и да видам каде и нормално да видам каде оставам и слично, беше додатен терет дека јас морам да одам со Неза. Значи, од друга страна не можам да ја пуштам сама првото одење. Така да не, моето одење таму беше сведено на воопшто. Значи не на минимум, воопшто не одев таму. Значи, она доаѓаше за зимски одмор и доаѓаше летно време. Толку беше. Значи така беше и во Москва, така беше и во Перм, значи јас да одам да се шеткам и да видам што пре и како е, ја немав таа привилегија у тие моменти. Перм е неверојатно уште еднаш ќе кажам сурова средина, значи она се снаоѓа таму, она уствари ужива во таа средина. Сам како што кажуваш и самата во телефонскиот разговор, добиваш нешто што ти дава надеж, ти те охрабрува едноставно и ти потврдува дека сте на вистинскиот пат. Ти се ова целата весела насмејана дека е супер. Нези е супер, но условите во самиот интернет, ајде малце нив да ги поразговараме. Значи колективно ВЦ, храната не е баш како да кажам доволна, обемна, значи специфична храна. Условите се страшни. Значи страшни во секој поглед, дури за балерини, дури за тој стандард мислам дека на луѓе. Како изгледаше нејзиниот престој таму? Да, на некого му звучи балетот дека е луксус, дека е така една златни ложи, публика, наведно тоа се така шајни, тоа све така убаво изгледа, меѓутоа суровата реалност дека тоа е повеќе затвор интернатите, да не звучам сега да ги сплашам сите, меѓутоа повеќе се затвор отколку луксус. Веројатно така и треба да биде. Руските интернати, односно ете тој конкретно Перм, значи таму е све чисто, таму е се одржано, негувано, сочувано, меѓутоа од времето на кога учеле старите балерини, значи буквално не е ништо сменато. Меѓутоа можеби некоја, да кажеме, не знам, некоја друго дете или некој што гледа другачие на сето тоа, не би можел да се снајдете во таа средина на далеко од луксус. Меѓутоа не за тоа ништо не сметаше. Ни храна и сметаше, ни како е средано, ни дали е заедничко веце, односно тоалет или не, значи буквално ништо не сметаше. Не сметаше, но ти слушаш на пример дека треба да се слушнете малце покасно, затоа што моментално има прозорец да искористи машината за перење на пример. Да, све тоа беше така. Се прејави после тоа. Да, све беше тоа така организирано да не може да се испере кога сака, да не може да се избање кога сака, да не може, значи за све имаше ред. Ама само до тоа што гледав дека она се снаоѓа и ужива таму, не ми беше баш многу јасно како тоа ужива таму, веројатно не знам, мета створена е да се мачи, затоа е на право место, мислам у балет. Мене не мислев дека ќе биде тоа проблем и не беше. Мене веројатно би ми било проблем, меѓутоа не. Така да се тоа
што зборуваме дисциплина, посветеност во балетот, се тоа добива смисла кога представата ќе искочи како што искача. Иначе сите тие услови, тоа све се заборава, све е небитно моментот. Сега мене сигурно ќе ми било пофино да знам дека во некои супер услови, меѓутоа кога гледав дека она срекна таму каде што е, за мене тоа беше доволно. Ти си учела паралелно школа заедно со неа, кој ќе видиш дека луѓето ствари просперираат и во такви средини. Да. Ќе видиш дека ја не знам дали тие луѓе намерно ги оставаат тие школи такви, затоа што не ми се верува дека немаат за да реновираат неколку даски или да направат некои подобри плакари, кревети во собите. Тоа не е битно. Тоа навистина не е битно. Тоа што се го добиваш таму е тоа школа што е најбитно. Тотално не се битно. Да, ма школата е, значи, многу е да кажеме интегрирана некако во сите аспекти, значи не е само балетот. Еве на пример, кажи ми за храната. Храната е многу важен дел во балетот. Све зависи од тоа, и енергијата, и изгледот на балерината, и после тоа како изгледа храната во тоа школа? Здрава. Се варено, све во мали количини. Ти имаше прилика и да пробаш од таа храна. Да, тоа не ми беше јасно, да. Како тоа нези тоа и се допаѓа, не ми беше јасно. Ти кажуваш дека за една недела таму си ослабила неколку кила. Да. И тоа си јадеш, значи све што ти даваат. Да, колку што ти даваат. Значи ти даваат ограничено. И така треба да биде. Значи бидејќи битен, навистина битен изгледот и мора да имате одредена килажа, меѓутоа мора да јадат и тоа гледаат да е здраво. Тоа е сведено на минимум, да, меѓутоа све е варено, нема нешто, не знам какви вкусови, значи варени макарони без сос и така натаму. Јас пак ќе кажам, јас не знам колку би била спремна се тоа да го истрпам, да го изживеам. Меѓутоа, видите како беше фасцинирана од школа, така да ништо не сметаш. Али да, мислам дека не им е битно ни тоа како изгледа и на нив самите, не дека не може да го реновираат во смисла да го направат полуксизно, меѓутоа навистина нема потреба. Тие балерини зашто се таму го добиваат најдоброто. Значи најдоброто школо го добиваат. Значи животно школо, не само балетско, него животно. Ги учат да како да се хранат, како да се однесуваат, како да се фокусираат само на вежбањето. Значи реалната страна на балетот не дека не е луксузно, него дека треба да се издржи. Тоа школа е школа која има имплементирано Ваганова техниката, која што во себе ги вклучува, значи го вклучува користење на целото тело. Техника која што да кажеме, ја не ги знам другите, но ова е доста вака звучно од страна изгледа многу понапорно од се останато некако. Па не, добро, тоа се разни техники, се е напорно. Значи тоа се детали, тоа е да, се е напорно. Мислам Ваганова е една техника, мислам подеднакво напорна како било која друга. Факт е дека во тоа школа, еве во Бојшо и понатака, учи од најдобрите. Значи од врвните. Тоа сакав исто да те прашам, значи колку си запознаена со позадината на педагогот или професорот или професорката, кој е тој што го пренесува знаењето во салата, да кажеме најпрактично. Затоа што тука има една посебна динамика, значи тука има хиерархија, тука има тие некои игри, да кажеме, кои што мора човек да има некоја ментална цврстина за да може да го издржи тоа, дали ќе му се посвети внимание, дали нема му се посвети внимание. Тие некои такви мали работи што балерините претпоставувам многу им значат. Колку си запознаена со професорите или педагозите таму? Прво тоа се педагози, све се врвни балетски имиња, значи тоа се све првинки, значи нешто што балерини што оставиле белек во тој балетски свет, се тоа балерини што учеле од балерини што биле врвни балетски имиња. Значи тоа се пренесува тоа балетско знаење, значи од една Уланова до не знам Пјаткина, мислам тоа се све имиња што значат нешто таму. Така да тоа е, како што кажавме, традиција.
Значи со години и тоа знаење се пренесува од наставничка на балерина и слично. Што е тешко? Конкуренцијата е таму огромна. Значи таму се бирани деца. Бирани, мерени, Русија, каква што ја знаеме, голема, имаат навистина голем избор. Дали е точно дека се редат по хиерархија, на пример кога вежбаат на како се вика на Не по хиерархија. Тоа, значи нема тука хиерархија во тој момент, него се кој е подобар, кој е потенцијал. Да. Иначе сите се децата се таму на исто ниво. Меѓутоа се гледа таа што седи на средина на стапот е најдобрата и така понатаму, значи на крајот се полошите. Да, тоа е едно правило што се практикува. Колку беше тоа правило применето во случајот на Стефи тогаш? Да, секаде е применето. Значи, моментот да стигнеш ти во центарот на стапот е признание дека си добар. Добро, кај беше Стефи во моментот тогаш? Во центарот на стапот. Да, не, Стефи која ја видоа, она беше во Перм во интернационален клас, тоа да потенцирам. Значи, тоа се водеше како стажировка, значи припрема за тоа што следи цела година. Она уште која видоа, која зема, ја ставија во средина на стап, значи сметаа дека има голем потенцијал у неза и тоа не се смени до крај, што беше доста мотивирачки за неа. Меѓутоа факт е дека и на тоа беше спремна, дека дури да не беше така, она треба да се избори да дојде до средина на стапот. А како што кажав, голема е конкуренцијата таму. И меѓутоа фактот и сатисфакцијата во таа една конкуренција да се избориш да дојдеш у центар е многу поголема него нели во средини кај што конкуренцијата е многу помала. Добро, она што кажуваше стажировка, значи Стефи запишува прва година средно во Скопје, прва година средно во Перм и после тоа прва година средно во Москва. Да. Сегде била прва, очигледно. Да. Целиот тој престој во Перм ја гради во нешто уште да кажеме поусовршено. Навистина се покажува како одличен чекор, одличен прогрес направен, мислам неверојатна жртва од сите вас во кои што се вклучени. И успевате да ја комплетирате таа година на студии. Но после тоа образованието треба да продолжи во Москва. Да. Колку беше тој предизвик? Како се носите со фактот што цело време има нешто следно и цело време тоа следно е и поголемо и поскапо и потешко, значи да. Како се соочувате со тој момент? Еве на пример кога доаѓа Москва, доаѓа Академијата Болшој. Тука имаме мала промена во однос на све оно што се случувало претходно, затоа што добивате стипендија. Да. Но одреден дел треба и вие да доплатите. Да, на целиот овој пат е стварно со тешки моменти, со убави моменти, меѓутоа ние секогаш збориме и еве денес тоа се го кажуваме дека ни една успешна приказна не е лесна, значи вака чива на некој успешен човек кој ќе ја разгледаш приказната, сваќаш дека мора да помине низ трнлив пат. Просто тоа те прави јак и тоа те прави спремен за поголеми предизвици. Веројатно така намерно се наметнува во животот да животот те направи силен за тоа што следи. Така беше и ке нас во случај, значи се потешки предизвици, се потешко да се стигне до следното ниво, меѓутоа вратите се отвараа. Значи некако среќата беше присутна, па ќе кажам некоја виша сила ни помагаше, значи тоа е мора да се признае дека и верувам дека постои нешто такво. Да, она добива стипендија од Бојша Академија, што беше уште едно чудо. Нешто што ни потврди дека е на прав пат и некако знаев дека Перм ја даде основата, но сакавме остатокот
и не можевме реално веќе да плаќаме, мислам тоа е факт во Пир, меѓутоа остатокот од школувањето знаевме дека право место да го помине и да се доразвие како балерина е Бојшо балетската академија. И одобруваат стипендија, морам да кажам дека тука многу ни помогна од амбасадата руска во Македонија, во Скопје, што е со аплицирање. Јас не знам ни како да аплицирам, ни каде да аплицирам, ни како, навистина многу ми помогна тука. Ја викнаа на аудиција, односно да ја видат како изгледа, бидејќи битни се препорајки се, они има податоци за неа од школото, меѓутоа мора да видат во живо како изгледа нозе, раце, тело, се тоа што е битно, и ја примија. Да, тоа значеше дека школото е платено, меѓутоа после се соочивме со уште еден шок и стрес, дека треба да обезбедиме средства за интернатот и за храна. Што во однос на тоа колку чинеше школото и колку Русија направи за нејза, односно тоа што го инвестира во неа, колку беше многу во однос на тоа што ние требаше да го обезбедиме, навистина делуваше смешна таа сума, меѓутоа кога ќе земеме во обзир дека, како што кажав, платата ми беше 300 евра, 150 евра веќе одеа на кредит за претходната година, сумата што требаше да обезбедиме беше само по нив, само 300 евра месечно. Тоа е навистина само со оглед на тоа каде учи, каде ќе учи и какво знаење ќе добие, меѓутоа тоа беше невозможно во тој момент. И искрено да ви кажам, во низ целото школство најмногу ме болеше моментот дека ќе најдеме пари, па не можеме да најдеме, таа неизвестност и тоа што, например, Стифи место да се фокусира само на тоа во што е најдобра и на вистина беше комплетно посветена и заслужи таму каде што е, мислам, заслужи се што и се случува, значи за се избори сама. Зборам за да се пробие во тој суров свет и таа голема конкуренција, она се избори сама, со мако трпна работа и со многу откажување, кој што кажав. Меѓутоа, самиот факт дека морав да ја кажувам некогаш дека можеби ќе треба да се врати, можеби нема да можеме да го покриеме овој месец, па следниот, па и следниот, тоа беше нешто што ми беше мене како мајка најтешко. Морам да признам. Она ти дава едно ветување, значи Бојшо академијата доделува 2 различни дипломи за завршувањето. Може ли малце повеќе околу тоа да ми кажеш? Да. Затоа кога ќе кажам дека заслужува се, дека стварно многу се измачи и се вложи. Да, она и на мене и пред себе се даде ветување дека ќе не само што ќе заврши во Бојшо академија, него ќе заврши со највисоки оцени, со црвена диплома. Што значи црвена диплома? Црвена диплома значи дека треба да ги имаш сите петки низ целото школство, низ сите години, на сите тестови, на сите испити до крај, односно да си првенецна генерација, како што викаме ке нас. Значи се доделува, например, една црвена диплома во генерација и она беше убедена дека она ќе успее да дојде до таа црвена диплома. Да спомнам дека и во Бојшо академијата има два класа, односно руски и интернационален. Да се влезе во рускиот клас беше предизвик и немогуча мисија, што се вика. Во интернационален може да се влезе, нели, доколку имаш можности, можеш да си платиш година да учиш таму, меѓутоа не влегуваш во тие концерти што они ги играат, тие настапи, значи добиваш диплома, ако успееш, нели, да дојдеш до крајот и да го положиш испитот, меѓутоа се разликува од таа во рускиот клас. Колку ти во тој момент и веруваш на тие изјави, да кажеме, и на тие заложби што таа ти кажува, затоа што се докажува дека е истрајна во тоа што ќе го каже. Веќе имаш доволно докази дека све што ќе кажува девојче малтене 100% исполнува. Да, значи јас верував дека може тоа да го оствари, меѓутоа реално тоа беше многу тешко, бидејќи, како што ќе кажам, во руски клас да се пробиеш и да испаднеш како најдобар студент, значи тоа зборувам, треба да си најдобар во балет, најдобар во сите општобразовни предмети. Тоа се, кај нив имаше 22 предмети,
Значи, историја на театар, историја на уметност, информатика, математика, значи, се што може да замислите, за разлика од ке нас тука. Добро, да, Значи, ми интересирало од секогаш кога ги учат тие предмети ако се по цел цел ден ден се во сала. таму, не се само во сала. Значи, тоа значи цел ден се таму, значи во сала, па на предмети на учење, па пак во сала. Значи, тоа се 22 предмети, не знам уште колку општо образовни, уште не знам колку балети. Така да, цел ден во сала, цел ден во поучилници и после тоа до не знам колку сат учење. На вистина, тоа што ми беше мене битно, идејата да отиде на таму да учи, ми беше да добие комплетно образование. Зборувам комплетно, да биде писмена и балетски и секако. Да може да се обрати утре на диригент, значи да може да биде на ниво на една комплетна балерина. Значи не бидејќи учат таму, нели, музика, ноти, не знам, мислам се што. Сакам да кажам, многу беше битно да добие комплетно образование. Тоа мене ми значеше. Меѓутоа, дека ќе успее да се избори, да стигне до таа црвена диплома, односно да биде најдобра во рускиот клас меѓу таа конкуренција, ми беше малце тумач реално. Меѓутоа и во тоа успеа. Значи Стефи заврши со црвена диплома, со сите петки, со оценки и 5+ подредени предмети, значи морам да потенцирам дека таму полагањата се со комисија, значи не се успеав да препишам супер, значи се стекна со сериозно знаење. Да, како изгледа самото полагање? Пред комисија. Во што се како состои? на факултет. 2, 3, 4 професора, да. Усно одговарање. Усно одговарање, да. Зборам за општо образовните, а другите балетските предмети во сала исто со комисија. Така да 5+ кој ќе добиеше, тоа значи дека малтене знаеше повеќе од што треба да знае. Значи, на вистина многу се имаше посветено и на учењето, и на балетот, за тоа да стане и да се развие у комплетна балерина, писмена и балетски и секако. Значи, нема тема на која Стефи не може да зборува. Зборам од уметнички слики, кој век се нацртани, кој ги нацртал, стил каков се нацртани и слично. Значи, така за сите предмети. Да, колку мислиш дека тоа влијае уствари на самиот перформанс на балерината и познавањето на другите работи, да нели способноста да доживее представата на еден подруг начин? Тоа секако дека влијае, секако се влијае. И она е така и се спрема за представите, значи воопшто не се спрема, не остава на тоа само нели професорката што ќе каже како ќе ја долови представата, него на пример еве Роме и Јулија, значи која спремаше, она првиот прочита книгата. Значи толку длабински она навлегу во сето тоа спремање, толку она фокусирана и посветена 100% на се што прави. Значи, ке не се нема ништо така траљаво, површно. Значи, се е толку со комплетно вложување од секој аспект, да, не знам, голем респект за неа. Не само, мислам, не зборувам како мајка, него на вистина е така и тоа го докажа со се што постигна. Ја добива црвената диплома, значи, Кај си ти во целиот период? Во кој период се случува тоа? Тоа се случува кога дипломира на Бојшо балетската академија. Тука веќе ја фаќа и ковид. Не фаќа ковид. Тоа е еден нов момент што морам да ви го кажам. Значи на цела таа мака нешто проаѓа. Значи сето тоа нели што го зборуваме интернат, услови вака така. Значи тоа што го поминува после тоа, за мене е најстрашниот момент што пак низ песна и низ насмевка го поминува. Тоа е ковид состојбата, нели што се случи, пандемијата. Тоа беше состојба буквално. Не се ја начекува, мислам, се затвараат нели школите, границите, она доаѓа дома. Година дена тоа дете вежбаше во 20 квадрати, значи пошто ние имаме мал стан, дневната соба ја претваравме у сала. Тргавме троседи, правевме како со лего коцки додека да се наместиме, да растргаме се и монтирав стап за вежбање, под специјален, се обезбедивме. Значи тоа дете година дена вежбаше во 4 ѕида, во 20 квадрата
Секое сабајле, со иста желба и ентузијазам стануваше и почнуваше да вежба и тоа траеше со сати и следното утро повторно и повторно, значи искрено јас ме фаќаше лудило што ја гледам како се мачи, како проаѓа Ти низ таа фаза. немаше влијание во тоа, например, не го иницираше тоа ти, ајде да Не. вежбаш, нели треба да вежбаш. Не, јас искрено се чудев со каква волја и каква беше таа желба да она секое сабајле цела година го прави тоа. И тоа пак ќе кажам, тоа трае со сати. Значи тоа почнува од 10, завршува од 2, од 3, со сати во 4 ѕида, во мала соба, она вртеше периоди, вежбаше, на YouTube пушташе разни часови од разни театри, значи да се одржува во форма. Секој утро, можда утре ќе треба да одам на работа, јас морам да сум во форма. Меѓутоа, која е таа психа, мене уште не ми е јасно, значи тоа е период, тоа не се 3 дена, тоа не се 5 дена, тоа е година дена. Значи, не знам, тоа дете не само што заслужува све што се случува, зборам сите успеси што се случија, него она и како се има измачано. И не знам дали може повеќе од тоа, да сега ќе следат некои полесни периоди, не знам што да кажам. Секој период и носеше некоја тежина и успеваше да се справи и секој период со некој нов ентузијазам унесе. Не знам од кај го црпеше, навистина тоа е фасцинантно, ама тоа е таков карактер да треба да се анализира. Тоа е фасцинантно, значи Да. дури сега ми те слушам, значи Неверојатно, да. пробувам да се замислам целата ситуација во глава, значи Да. 4 ѕида, 20 квадрати, тоа е тука треба и да живееш и да тренираш и све да правиш, значи многу е лесно да си најде човек изговор, посебно во таа ситуација, посебно во ковид, значи секој би си нашол изговор. Да, апсолутно, јас да... тргнувам од себе, затоа викам, јас си најдов изговор, немаше сила што можеме натра тоа да го правам. Ја дури се чуда, викам, не е можно дека пак ќе вежбаш? Да, ма тоа секој ден, и тоа пак ќе кажам, со сати трае, одново и одново и одново. Океј, значи имаме нов момент, ти викаш тргаш само од себе, тоа што го гледаш не можеш да поверуваш. Не можеш да си го објасниш, но мораш да го поддржиш, значи немаш друг избор. Како завршува тоа и кога се враќа во Русија? Се враќа кога реално се отвараат границите. Значи цела година помина, како што кажа, во 4 ѕида. Требаше да се врати, и тој момент да го кажам, кога ја информира, односно Гришко, бидејќи она е бренд амбасадор на Гришко, тоа е еден балетски бренд, многу најпознат во Русија, најголем бренд, она е амбасадор на тој бренд. И прв ја информира дека примена е во Бојшој, избрана од директорот, точно сопственикот на Гришко, компанијата. И тоа беше момент кога уште не бевме свесни што се случува, таква еуфорија и среќа, и сега од друга страна ковид затворени, ситуација каде што не може да отиде, не може да почне. И убави, значи, пак тешки моменти, нормално, не може никако поинаку. Во таа година, значи, она се спрема цело време, мислејќи утре ќе ме викнат, односно ќе се отворат границите и така натаму, бидејќи немаше никакви услови да замине претходно, толку беше строго мислам памтите како беше, па за влез во Русија просто невозможно. Се отворија границите и во моментот кога требаше нели да замине во Бојшој театарот, истигнува покана. Прво ни стигна покана од Ејфман трупа. Значи тоа е една од најголемите современи трупи што е екстремно позната низ цел свет. Значи може да истражите тоа е фасцинантна трупа балетска, меѓутоа они играат современ балет. Значи тоа е неокласичен, пардон. Тоа е базирано на класичен балет, меѓутоа се дела на Ејфман, кореографот. Не се овие култни дела, нели, на Петипа и така натаму, тоа нешто што Стефи не може да замисли да не го игра, да не го изведува. Ја викаат таму и во меѓувреме стига покана од директорот на Пермскиот театар,
бидејќи они сепак ја следат, ја знаат и слично, доаѓа една неверојатна покана, односно понуда, да доколку се реши да дојде да почне кариерата таму, дека он ќе даде проби да го спрема белиот лебед, значи главната улога во балетот Лебедово езеро. Тоа беше една понуда што не се одбива, значи буквално, бидејќи познато е, не знам колку гледачите знаат, меѓутоа во балетот се почнува од ансамбл, се оде солист, па истакнат, па здравје кој стигне, тоа се ретки, до прва балерина. Значи тоа е процес што може години да трае, реално. Повеќето, значи, добиваат шанса можеби на 30 години, 27, 35, не битно, значи трае тој процес на тоа само докажување и докажување пред трупата, пред директорот, шанси добиваш, ако искористиш супер, ќе ти дадат повторно и така натаму, тоа е процес. Меѓутоа ваква шанса да она почна да спрема со најдобриот педагог таму, првиот лебед, главниот лебед во Лебедово езеро, беше нешто што и како не замисли. Девете се консултиравме, разговаравме и свативме дека тоа е најдобрата одлука што може да донесеме, да она се врати во Пермскиот театар и кариерата ја започне од горе. Значи буквално од првенка, од прва балерина. Како што ветија, така, мислам, како што ветија и го исполнија тоа, значи кога дојде во театарот, почна да работи на Лебедово езеро. Тоа беше процес. Најпред морам да кажам дека Лебедово езеро е голем предизвик за една балерина и обично тоа го даваат веќе во малце подоцнежни години, кога малце ќе созрее балерината, бидејќи тоа се две улоги сосема различни. Значи моментот да го изиграш лебедот и белиот и црниот не значи само технички ја го совладаш, туку значи да го доживееш и да го прикажеш како два различна лебеда. Значи буквално да го изиграш како две различни балерини да го играат. Тоа се различни карактери, различна динамика, различно се и навистина треба да се созреан за тоа да го изиграш. Значи она така тоа маестрално го спреми и го изведе, да мислам дека и таму не очекува до тој степен, поготоа што она е белиот лебед вака навидум, нели, кога ќе ја видиш сите остават остават впечаток дека е белиот лебед и така е во приватен живот, меѓутоа има она таква дарба да се трансформира, да белиот лебед не се враќа втор пат во Перм, мислам дека во такво место, значи таму бели лебеди. Да. Нема, ладно е за бели лебеди таму. Ладно е, да. Не, сега одиме понатаму нормално, меѓутоа тоа што го понудија тогаш навистина беше шанса што не се одбива и се покажа како навистина исправна одлука и права одлука у тој момент. Го спреми, како што кажав, маестрално и ги фасцинира тоа нејзино трансформирање од бел црн лебед. Толку не очекува и самиот директор е кажал, ќе видиме како ќе искочи со црниот, ама шанса ќе ти дадеме, меѓутоа добро ти си повеќе бел лебед. Така ја фати инат, како за све што ја фаќа, има да докажам дека сум црн лебед. И така успешно ја заврши таа премиера, да после следеа уште представи, уште главни улоги и она успеа за една година, односно една балетска сезона да изигра 7 главни улоги. Значи тоа не можам да ви објаснам колку е тоа невозможно и колку тоа значи работа. 7 главни улоги, тоа се 7 различни балети, 7 различни карактери, 7 различни кореографии, 7 различни техники. Кој е просекот, да кажеме, на една професионална балерина, колку главни улоги треба да игра во една година или игра? Значи 2. Од прилика. Значи да изиграш 7, зборам прв пат, 7 премиери, 7 главни улоги, да спремиш 7 представи од прв пат, тоа е, не знам дали се случило на некого, е вака нескромно да не звуча, меѓутоа на вистина не знам дали се случило на друга балерина. Буквално спремаше по 2 улоги во исто време. Се случуваше за 2 недели, значи една премиера игра денеска, зборувам голема балетска премиера како Бајадерка, за 2 недели игра Корсар.
само ми праќа видеа, слики, а не можам да пофатам колку успеала да научи, како ја не успевам да се да испостирам, што се вика, колку што она успева да ги спреми. На вистина, че тоа беше невозможно да се спреми и она изигра, заврши првата сезона со 7 успешно одиграни први улоги, што е фасцинантна бројка. Мислам, се враќам на оној момент во МОП кога како што кажуваш и самата дека си го видела сјајот во очите и си видела уствари дека Стефи е создадена за балет. Но дали можеш да замислиш во било кој момент понатаму дека оваа динамика ќе успее да ја оствари? Значи затоа што ова се работи по она што кажуваш навистина неверојатни. Да, не очекував. Морам да признам, не очекував. Мислам, ти си до неа целото време и ми звучиш цело време изненадена. Значи, Да. што останува за останативе луѓе, ме разбираш, кои Да. што влегуваме, да кажеме, во приказнава после 23 години, например. Да. Нас ни е неверојатно сега све што... Ама ти си цело време изненаден. Цело време. Да, мислам, еве јас како балерина, кога ви кажам дека тоа е речиси невозможно, јас не знам ден денес како не се успеа тоа. Зборувам на 19 години, не зборувам на 25, на 30, кога више се изрела и технички, емотивно и секако. Она на 19 години се носи со тој притисок. Значи да изигра 7 улоги, различни, да ги спреми. Тоа значи, тоа не можам вака да ви кажам во сати колку значи дневно во сала. Да, јас просто не знам како издржа тоа дете. Како го издржа тој напор. Сам како го издржа. Го издржа, после следеа повреди, веројатно како резултат на таа префорсираност, што е нормално во балетот го има тоа. Меѓутоа, како се носеше она со тие 7 главни улоги изиграни за една сезона, мене се уште ми е не ми е јасно, не можам да сватам. Како што ви кажувам, јас како постирам една премиера да ги информирам нели моите блиски дека и Стефи изигра пеадерка за 2 недели, Стефи Корсар изигра. Дури и тие што се околу мене ми кажат што прави тоа дете, зарем можно ова? Значи зарем можно со оваа динамика она да ги спрема тие улоги, такви улоги. Значи зборам за сериозно комплексни улоги, значи и од технички, од емотивен и од секаков и од уметнички аспект. Значи тоа се сериозни улоги. Мислам, во овој момент веќе е многу јасно, кристално јасно е присуството на дарба, на талент, на посветеност, на таа зависност што ја спомнавме на почетокот, кај што за една балерина да го оствари све она што Стефи го има постигнато до сега, и навистина треба да го има што и повик. Прашањето ми е, се случуваат работи, например се, не дај Боже, но еве, не знам, доаѓа ковид пак, доаѓа, не знам, се случува нешто да едноставно не може да продолжи балет, да мора нешто друго да прави во животот. Колку таа страна ја размислувате, ја гледате, ја разговарате како опција, како можност, затоа што еве и ништо да не е, да кажеме. Значи животниот век на една балерина некогаш ќе заврши, значи нешто после тоа треба да се случува. Идентитетот, да кажеме, со кој што се врзува балерината за време на перформирањето, мислам дека таа врска е толку моќна што и дава сила и дава енергија да го оствари сето тоа, но мислам дека е многу тешко после тоа да се откачи од тој идентитет и да го замени со некој друг, да кажеме, кој што ќе даде можност да функционира како нормален човек, затоа што нели во одреден момент ќе треба да се случи. Имаше моменти, морам да кажам, кога се разговараше на професија од типот дека е во Стокома ќе работи. Да, спомна амбиција за во Стокома. Да, имаше такви моменти каде што ми правеше стресови разни, морам да признам. Значи, она пројде низ тежок период од еден аспект, ја од друг аспект. Значи, имаше такви моменти каде што вежбаше низ такви болки да и доаѓаше се откаже. Но и она секако, но јас сметав дека тоа никако не е опција. Дека, како што кажавте, тоа е таков еден вонсериски талент, допрена од Бога. Она е родена и тука е за да го прави тоа што сега го прави.
не можам да замислам ништо со што би се занимавала друго. Она има многу таленти вака реално и за глума и се тоа нели има врска едно со друго. Тоа што е талентирана за глума исто е поврзано со балет, затоа и успева сето тоа на сцена да изгледа така. Многу е посветена и на школа, значи многу е паметна и се тоа, меѓутоа тоа дете е родена на сцена и нејзината мисија е да биде балерина за која ќе се збори многу и долго и да остави голем печат во тој балетски свет. И јас сум убедена и сигурна сум дека тоа така и воопшто не размислувам на опција Б. Веројатно кога ќе заврши таа балетска кариера, ќе одлучи сама секако, но веројатно би се посветила на да го пренесе знаењето на нека идна балерина, значи нешто во педагошките води, односно сето тоа што го знае, што го научила, го пренесе, тоа би било, мислам, хумано, да помогне на некоја друга идна балерина. За Стокомак, за сега, значи, ќе почека. Меѓутоа, ето, како ако имаат некојаш потреба, може да им помогне. Ме интересира твоето мислење, значи твојата состојба, на пример, кога слушаш, ти се ова Стефи ти кажува не можам, тешко е, ме боли и така натаму, разни повреди. И сега, значи ти имаш оваа ситуација со сите кредити, со целиот тој труд, значи ти тежи светот ти тежи едноставно. Значи како успеваш да опстоиш, да задржиш некоја нормалност, да кажем, и да продолжиш да бидеш водич во тие моменти. Мислам, знаеш како, јас перформансот на Стефи го ценам многу, и на сцената и надвор од него, но мислам дека и твојот перформанс е нешто фантастично. Значи, дотолку повеќе што многу малце ќе бидат луѓето кои што ќе навистина ќе го приметат тој, ќе го валидираат. Затоа што еве тој момент да го земеме, да не одиме понатаму. Значи ти се јавува и ти кажува не можам. Не икам, не сакам, значи сите тие работи, а ти знаеш што е вложено. Како успеваш да го задржиш? Не само што е вложено, тоа мислам тотално небитно. Тоа што просто не знам како да не звучи тоа нескрамно, не знам, ако не продолжи со балет. Ама и не треба, многу се пазиш да не испаднеш нескромна, значи слободно биди. Слободно биди, значи нема зошто скромност, направена е голема работа, направена е голема жртва и многу е постигнато. Ако некој треба да биде нескромен, најверојатно тоа си ти во моментов. Слободно треба да си кажеш, значи изрази се слободно. Да, па јас како што кажав, значи јас себе си се гледам, нели, моето постоење и како мајка на Стефи, дека точно тоа ми мисијата, да бидам у тие моменти до неза, да ја поддржам и да ја потекнам и да ја потсетам каква е нејзината вредност, колку вреди. Пошто како што кажав, е многу самокритична и многу ми е тешко тоа го постигнам. Тешко ми е да ја убедам во нејзината вредност. Имаше моменти кога имаше едно гостување, морам да го спомнам, во Санкт Петербург, во Михајловски театар. Нејзиниот театар, значи буквално сите беа на гостување во Михајловски, он играше Лебедово езеро, главниот лебед, белиот лебед, и се случи таму на сцена голема повреда. Не можеше да го продолжи Црниот лебед, значи ја заменија со белиот, ја заврши таа представа. Толку беше во болки, толку беше разочарана во тој момент дека се случува тоа, дека буквално на сцена и се случи да не може да оди веќе. Што беше и удри реално на психа. Меѓутоа тоа што следеше, ја што го зборувам цело време и што и го кажувам цело време, критиките што беа пишани од најголемите критичари во Русија, беа дека ја споредуваа со Ана Павлова, беа дека подобар лебед не виделе. Значи зборам за критичари што го следат балетот во Москва, во Петербург, сериозни имиња. Значи тоа искачаше како надпис секаде дека буквално таков бел лебед не виделе до сега.
Значи, да те споредат со Ана Павлова, па ќе кажам на некои 20 години, е нешто што не можеш да го игнорираш. Значи, често пати викам, тачно со една нога да си, значи, ова е нешто што не можеш да го игнорираш. Повредата ќе помине. Се се случува на сцена, живи луѓе сме, значи, се може да се случи. Меѓутоа, тоа што тие критичари го видоа таму е тоа што јас го гледам цело време. Само што сега беше како за не се појасна потврда од некој што смета дека она смета дека е несубјективен. Некојаш може би мисли дека јас нереално гледам. Затоа што пак ќе кажам, од што е самокритична, не се цени доволно сама себе. Меѓутоа тие пишани зборови од тие луѓе што и како се разбираат во балет и значеа во тој момент многу и веројатно и беа потик да продолжи понатаму. И такви моменти имаме често. Значи, ја боли се. Значи, буквално толку многу работа. Играла со скршена коска, со воспаление големо на мускул, значи да не може да стапне на ногата, значи со сериозни повреди. Меѓутоа, се тоа поминува, се ќе се надмине. Тоа што треба да остане она на сцената. И така ќе биде. Значи сега повторно помина низ еден предизвик со операцијата. Меѓутоа со Господ напред супер све заврши. Се надевам уште појака ќе ја видам на сцената и тоа што ме радува што она сама вика, можеш ли да замислиш, мамо, како ќе играм сега без болка. Значи она сите овие години игра низ болка. Значи сите овие резултати ги постигнува со болка. Значи таква болка да доаѓа во еден момент да не може да оди веќе, да не може да стане од кревет. Така да едва го чекам моментот кога ќе ги изведува тие улоги без болка. Беше ли во Болшој ме интересира кога прв пат настапи Стефи? Да. Да, тогаш морав да отидам, значи колку и да кошташе тоа, морав да го бидам сведок на тоа. Она добија таа шанса на 16 години. Тоа беше парче што го играат матурантки и го доделуваат нејзе она прва година, или по трет пат прва година. И го доделуваат тоа парче, тоа е Розе Ададжо, Заспаната убавица од тој балет, Аурора, нели главната улога што го изведува. Тоа е пресериозно парче, посебно за тие години. Пресериозно. И кога го доделија, јас толку бев среќна, ама од една страна толку бев уплашена, викам дали знае ова дете каква одговорност носи сега во моментов. Не знаев дали е свесна што значи тоа, меѓутоа не можев тоа така да го презентирам да не ја уплашам, али јас бев уплашена. Моментот како го презентираш? Никако. Сега ќе ви кажам моето чувство на сцената кога излезе. Значи бев многу уплашена пошто знаев дека тоа е шанса што ако не ја искористиш, можеш никош повеќе да не ја добиеш. Значи тоа се тие моменти каде што тој балетски суров свет буквално не го интересира дали тебе денот ти бил или не ти бил. Значи ако не го оправдаш нивното очекување, нивната доверба, тогаш ќе те заменат со друга. И тоа е така и никако поинаку. И јас свесна за тоа, она не знам колку беше свесна, дека тоа е голема одговорност и голем товар што го носи, посебно што и дадоа тој концерт, тоа беше 200 години роден ден на Петипа, тоа беше еден голем настан што се одржуваше у Златната сала, у главната сала на Бојши театар и доделија да го затвори концертот. Да го затвориш концертот, ете како што тоа значи нели у сала да си у средина на стап, тоа значи дека си јаготката врз лагот на од тортата. Цело време има таа хиерархија во балетот, во секој акт, мислам. Има, да, апсолутно се е тоа битно, мислам. Значи секое појавување точно Да, и точно се гледа кој на која позиција се стреми да биде, да кажем, и како го вреднуваат преку тие некои работи. Моментот кога излезе на сцена, тоа значи она го пишува како момент кога сваќа дека е на право место и така натаму. Тоа е незината страна, мојата страна. Значи јас седам на сцена и во момент само се замислувам ја што би направила во тој момент. Веројатно би рекла, фала ви многу, јас морам да си одам од тука. Таква трема мене ме фати, таков страф ме фати. Како
не можам да ви објаснам. Значи потење, латење, жешко ми е, не можам до воздух да дојдам. Во моментот кога застанувам у пета позиција, така свртена, насмејана, викам, знае ли она кај застанува, знае ли што и следи сега, знае ли колку тешко парче треба да изведе пред оваа публика, сите насочени во нејза. Не знам, јас тоа го доживеа страшно. Она го доживеа како што треба го доживее една балетска дива, да кажам, зборам на 16 години, така зрело, така самоуверено, колку што не е уприватно самоуверена, туку е самоуверена на сцена. Толку беа сите, значи, жените што седеа околу мене, коментираа колку леле девојче, браво, браво, значи, така викаа сите браво. Толку беше тоа еден момент за памтење. Толку беше едно тоа чувство, не знам како да ви кажам, се наоѓам во Бојши театар, во Златната сала и ја гледам ќерка ми на сцена. Дај Боже, сите да може да доживеат една таква среќа која во тој момент и гордост што го доживеав. Она тоа си го изигра, како да игра, не знам, со другарките пред удвор. Значи, буквално без трема, без никаква грам на колебање, со таква самодоверба, со таква леснотија. Викам, детево е на право место, дефинитивно. Значи, тоа одамна го тврдивме дека е да, на право место во вистинска професија, во вистинска улога. Да. Значи, тоа се потврдува цело време, да, не секој незин настап. Нема дилеми. Кога спомна претходно пренесување на знаењето и дека тоа е, да кажеме, еден од можните начини како би продолжила после тоа, на она што ти го правиш денеска, имаш свое студио за балет, студиото Арабеск, нели си многу символично. Да. Крстона, значи имаш нови дечиња, нови балерини, имаш нови искри во очите, кои што очигледно тоа е еден од твоите таленти, од дел од твојата дарба, да приметиш нешто кое што вреди да се поддржува во еден таков ризичен, во една толку ризична професија, тешка, макотрпна професија, можеш да го видиш тоа многу пред да се случат. Кога се отвора студиото? Студиото се отвора пред 3 години. И да, се вика Арабеск. Значи, сите почетоци, сите убави работи, све не е поврзано со тоа, со Арабеск. Така и решаваме да се вика студиото заедно, тоа го одлучивме и некако беше тоа заедничка желба. Да, мисијата ми е и со ова отварање на ова студио е да препознам таленти, правилно да ги насочам. Уште од сега пробувам да им влијам на тоа како се хранат, на тоа како треба да се однесува една балерина, на тоа каков пристап треба да имаат кон оваа професија. Значи, буквално гледам да го искористам моето влијание како авторитет врз нив во овој моментот дека се уште малечки. Буквално сето тоа што нели сум го правела со Стефи, да го пренесам и применам и ќе овие други мали балерини, нови некои балетски надежи. Факт е дека не се сите талентирани, тоа е факт. Меѓутоа, самото тоа што да успеам барем да некако да им ја принесам таа љубов кон балетот што треба да имаат, да кажеме, уште од сега, барем ќе бидат верна балетска публика, дел од нив веројатно на сцена, дел од нив може и врвни балетски имиња. Меѓутоа, ова го гледам како баш многу позитивно и како моја наредна мисија некоја. Имам таленти, имам неколку девојчиња во кои гледам потенцијални балерини, сега тоа што пробувам да им го објаснам на нив, дека како ќе се развијат во иднина, зависи од нив. Стефи често пати држи часови, кога е тука, нормално сега нели периодов повеќе, често пати кога е тука држи часови, има голема мотивација и тоа не е идејата, значи она име многу ги мотивира и од аспект балетот, на какви балерини треба да станат, но и како луѓе. Значи, она е толку скромна, толку има во нејзе добри примери, што навистина на тие деца
мислам нив им е честно или што работат со незе, меѓутоа и мислам дека многу правилно ќе ги насочиме животот понатаму без разлика дали ќе се одредат да се бават со оваа професија или не. Дали имаат шанса? Ми е мене прашањето. Мгм. Ќе се вратиме на ќе се вратиме на 6 фактори од почетокот. Да. Значи, треба да има тело на модел, треба да има сила на олимпиец, треба да има душа на уметник, треба да има голема желба да танцува за перформанс. Треба да има родители што сакаат да ја поддржат и треба да има родители што можат да ги поддржат. Да. Јас Во пак тие наредни балерини да. кои што денеска ги гледаш, колку е битна улогата на родителот? Битна е. Многу е битна и ета тоа е мојот апел до родителите, да ги поддржуваат не само за во балет, да ги поддржуваат своите деца, но да бидат реални. Значи многу е битно и во оваа професија во сите да си реален и доколку на вистина видиш дека детето има талент и амбиција, што е уште побитно, да го насочиш и да го поддржиш, не да го поддржиш по секоја цена. Значи имам желба да биде ќерка ми балерина, па гледам дека баш не е нај, ама ако подбутнам ќе биде успешна. Не. Значи во балетот тоа е посебно, мислам, многу е видливо, дали е некој квалитетен или не. Тоа не може да го сокриеш. Тоа не може да се бутка, како што се вика ќе нас, не може врски да се фаќаат, значи да се фатат квалитетот на крај искача на површина, дали е некој за таму или не. Многу е битно да ги поддржуваат децата во нивните соништа, но пак ќе кажам да бидат реални и да не биде тоа нивна иницијатива, изборот на професија на нивното дете. Значи во мојот случај често мислам сигурно ќе помислат, па веројатно јас сум сакала ќерка ми да биде балерина. Не беше така. Значи ќерка ми сама свати дека сака. Јас и немаше толку да се вложам во неа, да не видев не само дека може, него дека спремна да го оди тој пат. Така да во моментот кога беше буцмасто детенце, како што кажувам, не толку со предиспозиција физички за балерина, во тој момент воопшто не мислев јас дека треба нешто да се вложувам тука, но кога се видов дека она спремна до тој степен да оди, да го смени начинот на исхрана, да го смени начинот на живот, зборам 9 годишно дете. Кога видовме, кој покажав на компјутер, кога отворивме во тоа школа, која килажа треба да ја има за да влезе во тоа школа, а која килажа ја има, кога свати дека треба да има 7-8 кила помалце, јас воопшто не мислев дека треба сега нешто да ставам на режим, сега Стефи нема ти да јадеш, пошто треба да бидеш балерина. Не. Туку тоа она сама си го одлучи. И тоа беше тоа што мене ме поттикна дека тоа детите како треба да се поддржи и треба да се размислува во тој смер правилно се насочи. Значи моментите она на што беше спремна да се откаже од незините сендвичи, од макароните со сирење во полнок да ги јаде и така натаму, тогаш сватив дека она ќе може комплетно да се избори со притисокот што го носи оваа професија. Ти си одличен пример, значи за родител кој што, како што кажуваш и самата, го препознава едноставно патот на своето дете и го поддржува во тој пат, а не го влече или не го турка во насока во која што самиот родител сака да го види еден ден. Да. Значи таа несебичност кај тебе ја издвојувам како нешто многу ретко. Значи стварно не само во препознавањето на талентот на детето, значи реалноста со која што му пристапуваш, туку и целата несебичност понатаму во животот да се откажуваш од милион работи. Значи сите овие кредити, илјадници евра, значи тоа се све убави одмори, тоа е убав живот, значи ти си можела да кажеш Стефи, значи ќе си јадеш на пример јади си макарони, јади си сендвичи, значи остај ова со балерини, знаеш како Скапичко. Јас сум цел живот балерина, значи многу неблагодарно е, значи да. Учи си сине, значи знаеш како е кај нас. Многу Да. и никој немаше да ти замери за ништо. Значи ќе беше во нашава култура, според нашиве стандарди ќе беше сосема окей, сосема во право. Да. Ти си трнала, ти си рекла, окей, значи од овој момент
пак мене ми е многу символичен тој момент со представата во МОП, првата представа во МОП. Значи, тој момент кога се расплакала, не знам дали ради неа или ради тебе, али да, тие солзи тогаш кога протекле, си сватила едноставно дека ти си веќе на второ место. Значи Да, апсолутно, сите, да. значи и ти имаш живот за живење. Значи да го прифатиш тој момент дека твојата мисија ќе биде да однесеш некој друг до врвот, за мене е не знам како да ти кажам, значи тоа е мислам дека тоа е најголемата човечка карактеристика што може некој да ја поседува некогаш во било што збориме. Значи да се откажеш од својот дел, да жртвуваш самата себе, се жртвуваш во секој аспект за да даеш на друг. Значи можам само да ти честитам, навистина ми беше чест што одлучи тука да го споделиш целото патување, целата приказна, според мене и според многу други е фасцинантна приказна која што не сме ни до пола. Значи имаме уште многу да гледаме и многу да се радуваме на тие успеси во иднина, но еве затоа што си жена која што сака да се качува по највисоките планини во животот, од нашиот партнер Бучан имаме специјални чорапи за на планина. Фала многу. Значи поели. Фала. И уште еднаш, многу ми е мило што навистина се отвори и сподели и некои работи кои што се малце тешки, знам, но верувам дека ќе користат на многу луѓе кои што во иднина ќе се занимаваат со балет, но и општо во животот. Драго ќе ми биде ако оваа приказна биде мотивација за некого и некако поттик и почеток на стварување на соништа на некоја друга балерина или во било која друга професија, значи на правилно развивање на некое детенце во иднината, значи ако помогне ова и за некој родител, ако имал дилема дали треба го поддржи или не детето, ќе ми биде драго ако имаме некакво позитивно влијание. Ние ќе го ставиме во опис линкот од Арабеск студиото, значи таму претпоставувам може да ве добијат, да ве контактираат и ако има дечиња, нели, таму да го запишат, да ги запишат, затоа што ако некој кај нас има сериозна намера да се бави со балет, ја не би одбрал друго место, наистина. Ве благодарам многу. Фала ти за денеска и до некој следно гледање. Фала.